Хајде, добро вечер на сите, колку и да ви има пред малите екрани, како што велевме порано, сега стануваат се поголеми, каде во следните 40 на минути ќе можете да најдете мало засолниште од секојдневните грижи, кои за жал ги има се повеќе и повеќе. Кризата притиска од сите страни, се е поскапено за некаде околу 50%, ама надлежниви и понатаму не убедуваат дека ние убаво живееме. Па добро, да, и тоа е на 50%. Некој убаво живее, а некој не. Пола-пола. Уште малку па при купување во продавници нема повеќе да ни пречат високите цени. Не, нив ќе ги свикнеме, ќе ни пречат надзорните камери. Од владата што велат? Велат, не грижете се, ќе живееме подобро. А народот веднаш прашува, а ние? Не плашете се, велат, ќе биде подобро, само да се стрпите. Тоа е како кога ви велат да не се плашите од летење. Нема зашто вие да се плашите да летате. Па секој авион и така со гаранција се враќа на земја. Како ќе се врати, тоа е друго прашање. Пред избори ние им збориме, а сега само слушаме и молчиме. Како во брак. Првата година, знаете, мажот зборува, жената слуша. Втората година, жената зборува, мажот слуша. Наредните години и двајцата зборуваат, а слушаат комшиите. Но добро, и тоа зависи. Да, во некои бракови само жената зборува, а мажот само слуша. Зошто? Па затоа што не може да дојде до збор. До збор не може да дојде, а? Ама во кафеа наредовно доаѓа. Зошто? Затоа што тука никој не му зборува. Сите му се лути, оти нема да викне ни по една пијачка, бе. Некој ненормален што направил. Иако има многу ненормални тука, ама еден од нив велат напрскал пари со најсилни отровни субстанции, замислете, ги дал да ги подарат на сиромашните, демек да имали и тие. И што се случило? Настрадале 4 министри, 3 пратеници и 1 градоначалник. Меѓу сиромашните немало ниту заболени. Јас искрено се надевам дека меѓу вас пак има многумина насмејани по сите содржини кои што ќе ги видите во оваа епизода на Нема љутиш. Наша гостинка нешто подосна е Кристина Арнаудова, а наша домаќинка и денеска е минералната вода Визијана, која содржи големо количество на магнезиум и помага да имаме мирен сон. За разлика од некои кои водат политика и тоа го немаат, а ние го имаме. Следново за денес. Чекај, зашто страшно? Па зашто застанала на врата и само врголистија белц. Ждъквак памбай! Што рече сега? Ждъквак памбай, жол долг вол помболви. Тој му дојде како на француски, жтем, ждвак, жтпет. Кажуе фин тебе од време на цара Самуила. Закржљавеа у раз, затоа што ga мрзи да оди, а не да потрчи и биде физички активен. Значи ти ги користиш 2 јавача на Апокалипсо од укупно 4 од прехрамбено индустрију. Тој га вика бела смрт. Еден од Индију имае 39 жени, имае 94 деца, 13 снашки и 33 унука. Цело време го земав гајтанот од пеглата и тоа им беше микрофон и цело време пеев. И во градинка се знаеше која води представата, приредбата Кристина, кој пее Кристина, кој е во хорот Кристина. Да. Добро. И сега што не е добро? Се добро. Во животот промени многу работи. Ги венував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не смени ви беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје.
Природна минерална вода Визијана МГ 290. Да те прашам нешто, ама право да ми кажеш. Десило ли ти се е некад за време на секс да го погледнеш женото у очи? Да, еден пут, али страшно беше. Чекај, зашто страшно? Па зашто застанала на врата бе? И само врголи с тия белци. Бе, од памет ми сведих. Тој лошо. Лошо? Има и полошо. Што може да биде полошо? Замисли да беше с другачко. Туго. Што туго? Има и друго. Што може да биде друго? Замисли со сестру, а? Тој још полошо, Не кажи два пути, има и полошо. Што може од тој полошо да биде, бе? Па замисли с мајково, бе. Хорор. Нашава вечерашна гостинка нема посебно да ја представувам, ќе се обидеме да дознаеме за многу работи во текот на емисијата. Само едноставно ќе кажам Кристина. Кристина, добро вечер, добре дојде во Нема љутиш. Добро вечер, многу ми е драго што сум овде со вас вечерва и многу сакам емисии со ваков карактер. И тоа беше уште една причина што решив да ви гостувам, а другата причина беше што минатата година, додека снимавме во Куманово проект Куќа, ми помогнавте многу, бевте дел од екипата која што ја снимаше емисијата и секако не смеев никако да ве одбиам, морав да ја вратам услугата. Драго ни е поради тоа. Јас знам дека Кристина Арнудова рядко гостува и дури по други телевизии многу рядко се појавува. Се надевам дека ти имаш проект среќа, дека и вечерва ќе им донесеме многу среќа и многу насмевки во домовите на сите наши гледачи. Се надевам. Пази се од коки, оне може да биде незгодни прашања, може да те праша кога си родена, знаеш, колку кила има. Дали идеш у зоолошка? Кога сме кај зоолошка, татко и син у зоолошка и вика синот, тато, абе зошто овој мајмун чудно ме гледа така? Чути бе сине, уште сме на билетара, купуваме билети. Ова за вовет малку несериозно со наша страна. Кристина, за тебе знам дека на почетокот од кариерата настапуваше со две групи, ако не се лажам. Кога е поинтересно? Кога си во соло кариера или во група со други членови на бендот? Дали тука е позабавно малку? Скроз различно. Групите имаат една општа карактеристика, сите групи во светот, многу е тешко да се одржат. Особено ако членовите на групата сите се музички образовани и сите сакаат да прават песни. И секој влече на своја страна. Затоа и многу светски бендови се имаат растурено, затоа што не секогаш се слагаат околу тоа што треба да се снима. Значи, тоа е најголемата кавга што им се дешава на сите бендови. Мене не ми се десила кавга. Прво почнав со Сага, таму снимавме само една песна која што во тоа време беше многу популарна, Дај ми знак се викаше, потоа со Big Bang и потоа Давор Јордановски, наш познат композитор и музичар, се пресели во Канада и јас принудно останав сама и така почна мојата соло кариера 2000 година. И бев изгубен случај. Просто бидејќи до тогаш не знаев, значи Давор правеше се, јас само доаѓав во студио и ги пеев песните. Наеднаш бев изгубена, немав поема што со себе и многу беше тешко да тргнам. Значи, сега што се прави, сега како, сега каква песна треба да снимам, што е тоа, со кој треба да соработувам, многу беше тешко. Почетокот, мислам, беше борба сама со себе, додека се пронајдеш, ама имав среќа да многу брзо се случи звукот, кој што до ден денес ми е карактеристичен за мене и многу брзо од почетокот ја снимив Прашања, тоа беше вториот мој сингл и доживеа голем успех. Да, и можеби најголем хит и до сега и така се тргна многу забрзано. Но добро, ти бргу се адаптираш очигледно. Од мала пишуваш песни, пееш. Како тоа се случи? Како реши да пишуваш песни и да пееш? Се разбуди Савајли и рече: "Мамо, јас знам песничка соново." Како се случи? Не, ја почнав да пишувам, уште многу мала почнав. Прво одделение почнав да пишувам само песнички.
И почнав на српски да ги пишувам, бидејќи тогаш учевме и српски, ама ако се сеќавате и многу од каналите ги гледавме на српски јазик. Значи Се филмовите сеќавам. беа. Се сеќавате, нели? Се сеќавам. Да, и го владеев добро српскиот јазик и е многу полесен по мелодичен за пишување. Почнав да пишувам песнички. Сакав многу да читам книги и неизмерно многу сите ако си играа со кукли или со било што сакав да пеам. И цело време го земав гајтонот од пеглата и тоа им беше микрофон и цело време пеев. И во градинка се знаеше кој ја води представата, приредбата Кристина, кој пее Кристина, кој е во хорот Кристина. Да, значи тоа не дека некој ме тераше, нели има родители што си ги буткаат. Моите дома беа цели у шок, мислам као што е со девојче? Супер талент. Да. Слично И- како нас, повеќе улоги, значи водител и пејач, забавувач, се. Не знам колку сум забавувач, имам чувство дека луѓето ме доживуваат многу сериозно. Ја во природа не сум, мислам, сериозна сум кога треба да бидам сериозна. Иначе многу сакам луѓе со смисла за хумор, сакам да се смеам, сакам забава. И така, кога сме значи кај пењето, што од многу мала сигурна бев, знаев дека ќе бидам пејачка. Не знаев како ќе го направам тоа, како ќе се случи, што ќе се случи, ама цело време јас си пеев упорно и знаев дека еден ден ќе бидам пејачка. И се случи, значи уште на 15 години направив свој бенд, почнав свирки по кафичи. Тука и големо влијание Војкот имаше, тој исто така е музичар. Да. Тој во ист стан живеевме и во неговата соба имаше сет на бубњеви и плочи и тие се собираа таму и проби правеа и мене не ми пуштаа да влезам внатре, јас седев пред врата и ги слушам. Добро, и тоа е музички час. Да. Ама кога дојдов некое четврто, пето, шесто оделение, почнаа да ме викаат на проби, да ги слушам и да пеам со нив и така почнав да работам на вокалот, на гласот. Супер. Бидејќи гласот е исто како било кој друг инструмент. Мислам, колку повеќе работиш на него, вежбаш, толку си подобар. Да. Ај мала дигресија ќе направиме, почневме со почетоците на твојата кариера, сега до оној момент кога стапи во брак си со Александар. Кажи ми, имаш ли подршка од него и колку бракот делува на кариерата на еден уметник? Не знам тоа дали има некаква врска, дали делува или не делува. Значи, кога ние се запознавме, јас тогаш започнав со пеење и тој знаеше дека јас се бавам со музика, така да се беше јасно. Тогаш не бев толку голема звезда кога се запознавме. Во меѓувреме се случи тоа, нели што се случи, особено во тие од 2000 до 2010 година. Не се променија некои нешта, мислам, драстично во бракот. Моја беше одлуката да кога ќе имам деца, да мене семејството ми биде приоритет. Бидејќи многу е тешко да имаш повеќе приоритети, не е возможно. Значи мора да имаш еден приоритет во животот. И ако си ја ставиш кариерата на прво место, тоа со самото тоа значи дека семејството ти е второ место. И сакав да бидам посветена мајка, сакав да поминувам многу време со децата и така решив да семејството ми биде приоритет. И малку по малку почнав се помалку да снимам, се помалку да се појавувам. Во тој период сватив дека и се помалку сакам да се појавувам. Не ми значи, не сум личност која што нешто значи и јавното експонирање, не сакам јавно да се експонирам и приватниот живот многу да го експонирам. Мојот сопруг исто така не е љубител на експонирање воопшто. А знае да ти даде подршка вака духовите, да каже, да пример, еве ја... Првото нешто што заради кое можеби јас се заљубив во него е заради тоа што има исклучителна смисла за хумор и е многу забавен. И постојано правеше да се смеам дури во најтешките моменти. Секојаш знае да биде позитивен, особено кога е во друштво неговите другари Сашко Коцев и Гора Цветковски, тогаш е неверојатна тројка. Не ми се меша во музиката, не се меша во мојата работа, никогаш не доаѓа со мене во студио да снима или не ми дава сугестии, вака треба да отпееш или така треба. На крај му ја пуштам песната и кажува дали му се свига или не, бидејќи исто така и огромен познавач на музиката и долго време работеше со музика, освен со спорт. Ама никогаш не ми се мешал во тоа да доаѓа со мене на настапи, тоа воопшто не го сакаше, да доаѓа со мене на снимања, па и до ден. Значи, скоро и да не знае што точно јас работам, се додека не го завршам, не му го пуштам. Тој си ја работи неговата работа, јас не му се мешам, јас си ја работам мојата работа и тој не ми се меша и мислам дека тоа е еден од рецептите за успешен однос и успешен брак. Одличен Супер. Не се мешате, ни гардероба не мешате. Пример да си купувате гардероба еден на друг, не? Види, Се случува ли некогаш да си купите он гардероба? мене ми купува, да. Ти купува? Да. Ти не му не?
Па не доаѓа тогаш до таква ситуација како што мене ми се има случајно. Жена ми еднаш Мислам ми дека вика, гардероба му немам купено, други подароци му купувам, он знае да ми купува гардероба и секогаш кога оди на патувања, знае да ми изненади, да ми донесе нешто, ми го знае точно вкусот. Ама јас на него гардероба не би му купувала. затоа велам нема Мислам дека му немам купено гардероба. не доаѓате до ситуација од типот жена која ќе каже на маж зашто си ги облекол моите гаќи? Па ти бе душо, вчера рече само за тебе ги купив. И он нормално ќе си ги облече, нема таква ситуација. Кад сме тој, значи брак, нели? Разговараат две другачки и прашува го една друга другачка. Вика, ти одаде ли се? Да, одаде се. За доктора. За доктора? Богат ли е? Има ли паре? А што мислиш дека сам се одала за njega зашто сам била болна? Добро, може да га видела и у вецеката, зависи тоа ако веќе не е богат. Добра, да останеме на тоа ниво. Најмногу, извини што ќе те прекинам, најмногу ги сакам кумановци затоа што скоро сите што ги имам запознаено имат неверојатно смисла за хумор и многу се смешни. И само да ми зборат ништо, не мора ви да кажете, само одма сте ми смешни. Ај, одма Неготинчански. Да продолжиме на Неготински? Значи не Неготинчански, се вика Неготински. Неготински, ќе збориме малку? Ќе зборуим. Па ќе збориме. А може и да лафиме ако сакаш. Ќе зборуим. Ако си онака ептен, ако зборуиш Неготински, тогаш лафиш. Сега многу време сум во Скопје и ќе ми простиш ако сгрешам. Ами ние не го разбираме Неготинскиот така да нема што да најдеме како забелешка. Нема што да не разбирате, се е тука за разбирање. Што нема да се разбира? Ние немаме чудни зборови Како ние. Како меновците. Да, добивме Ние и само комплимент. малку ги кратиме. ЖДКВ ПМБ. Што рече сега? ЖДКВ ПМБ е жол долг полн болви. Тој му дојде како на француски, жтем, ждвк, жтпет. Да не покушава како гласа соа. Да. Нешто така, добро. Нешто што не го разбирам. И вечната борба помеѓу Кавадарци и Неготино, тоа беше на едно време имавме заеднички бевме гости со Бубо Каров во емисија и он го бранеше Кавадарци, а Неготино. И он ја кажа вечната шега дека ако Кавадарци еден ден биде олимписки град, Неготино ќе биде олимписко село. Вечита борба помеѓу Неготинчани и Кавадарци. Ама Кавадарци многу е надмина, многу замина. Така? Да, едно време тука бевме некако се јадевме, ама сега многу замина. Ајде, не се подавајте. Многу замина. Заминати се многу. Тоа на Неготински, знаеш што значи заминати се? Заминати, да. Избегани кој да нас. Забегани се. Забегани. Добро, ајде малку сега за соло кариерата. Ти спомена малку после бендот соло кариера. Прашина ти дојде бргу, потоа се редеа други хитови, награди, албум на годината, хит на годината. Како беше тоа чувство сама? Како се справи тогаш со таа популарност? Се случуваше тогаш, тие неколку години се случуваше се многу брзо. И многу хитови се случија во 3 години, значи во тоа време од 2000 до 2010 бев всушност единствениот артист кој што секоја година беше во 10 најслушани песни во Македонија. Твои текстови све? Не мои текстови све. Тогаш прво соработував, имав на албум по 2 текста да кажеме, ама хитовите не беа мои, најмногу ги работеше Весна Малинова. А моите текстови се моите песни кои што ги пишувам, значи музика и текст се последните. Значи од Земи ме, сега ми требаш ти љубена, значи тие се тие кои што се мои. Убава на IQ, која што всушност беше за мене, ама сватив дека ако ја испеам јас ќе ја уништам и ми ја дадов на нив. Малкумина знаат, ја не знаев дека убава е твоја песна, Да. фантастична номера, може би гледачите не знаат. Твоја и композиција и текст, така? Комплетно. Да, заедно со Бојан Трајковски од IQ ја напишавме. И го имав само рефренот, значи заедно, бидејќи заедно работевме на мојот последен албум и на сингловите со Бојан Трајковски од IQ. И јас кога имам идеја за песна, ја пеам во мобилен. И тоа обично се случуваше бидејќи тогаш поголемиот син ми беше мал во парк додека го шетав во количка, тој спиеше, а јас бидејќи нема време да работам немав време само за себе, да излезам, па сега ќе пишувам песни. Значи тогаш ми доаѓа идеите и тогаш ги снимав на телефон. И седнавме кај него у студио, у соба тука и почнав да ги пуштам све што имам пеено. И ја пуштам таа и почнам убава, убава моја. И ја викам, оке, ова не, добро. И продолжувам натаму и он ми вика, вратија, таа што беше тоа? Ја викам, убава песна, ама не е таа за мене. Па не си само ти тука, ми вика.
И така би, а? И вика, може да ми ја оставиш малку? Може, оставена. И така он одубава, направи целата песна, ми ја пушта и ми вика, слушни сега, вика, како... А зошто ме праша, зошто не кеш да ја пееш? Затоа што ова е весела песна, ја ќе ја уништам. Јас сум за тажни песни, за љубовни, за такви текстови. Значи, ја дури, таков, бојата на гласот ми е таква што стварно ќе ја уништам песната. Не се слажам. Али... Добро, јас се сложувам, стварно. Значи, има боја на глас кој што е за весели, за брзи песни, и има боја на глас кој што е така ги викаат мрсни и темни бои на глас, кои што се као за мене песни, да. Но добро, имаш смисла за хуморот, тоа го покаже во досегашниот муабет, иако рече вицеви слабо кажуваш, така? Вицеви, ако сакаш да ти ја удиштам емисијата. Ако не е важно, зашто? Можеш еден да ни Ќе пласираш. почнам да кажам и да сред виц ќе заборавам, ќе почнам сама да си се смеам. И маж ми секогаш вика, може ли те молам да прекинеш да кажуваш вицеви, пошто стварно нема смисла. Правиме пауза, па ќе се вратиме, се надевам во вториот дел и ќе бидеме уште поинтересни за гледачите. Бидете Може. со Нема људ. Врца. Опис на карактерно-физичко особину на поединца. Као врца да ти било особа своевојно заостаната у развој. Ма немој своевојно у развој. У кој развој, бе? У свак поглед у развој. Ментален, физички. Мислиш по жицу оди, а он с главу бандеру удара. Кажуе фин тебе од време на цара Самуила. Закржđавее у раз, затоа што га мрзи да оди, а не да потрчи и биде физички активен. У сваку екипу е 13 прасеве. Тешка врца. Врца е исто дел од јуже, канап, кој сакаш да го употреби за нешто, ама не можеш. Или зашто е многу кратко, или за тоа што е многу слабо. Сви имамо по подруми по некој врцу и го чувамо, ете, да се најде. Ке подстегнеш нешто, ке закачиш нешто. Нека има. Исто тако имамо и по некоју врцу и у фамилију, па го чувамо, ама тој од зор и од немај куде, а не дека ќе биде корисан и ќе се најде за нешто. Само заплюкај се у пазухе и бегај подалеку од врцу. Еве, убаво си пишував дека, значи најголема светска криза е била 1929 година. Овај година не се рачуна за тоа што још не е прошла. Доста бре, бе, Стојко, типа се стои криза па криза. Хајде, бегај тамо. Кој работи бре? Нема криза за njega. Виж ја како учу си задати. Криза па криза. Прво, ја така не сам ни бие роден тој година, а друго и куде е била тај криза? Па како так, тако и сак бе. У сви градови. У градови. Баш мене брига за град, бе, баца Стојко. Јас сам ти одека приградски. И иш ме не занима што се дешава у град. Ја, баца Стојко, ти кажу право да не е сол и шикер. Не би се ни спуштаја у град. Ич. Едино тој нема одека кој е мене. Значи ти ги користиш два јавача на апокалипсу од укупно 4 од прехрамбену индустрiju. Тој га вика бела смрт. Ти не се јарам, бре, баца Стојко. Кои бре јавачи, два јавача и бела смрт? Што ти е, бре, тој е бела смрт? Како свински грип ли дојдеш? Па, Кравје лудило. Мајмуски китки овие. може ли да ти објасни? Може, кажи. Значи, за људски организам најштетни су 4 работе. Ете, тоа е тај белата смрт. Прво, су тие твои две работе. Бел сол, бел шикер, треќо, бело брашно. Знам ги четврто одма. И бело југо со скумановски регистрација и неисправни кочнице. Од куде ти па тој? Од леву страну, бе, Стојко. Кај ти излете, лудак еден, лудак, не контролира да паѓа у кривину право мене. Добро, ја не ми бесо исправни баш светла на трактор, ама трактор, бре, бе, Стојко голем и се поже. Абе, не ти збору тој, бе. Моабет правиме за тој светску кризу што ти викам. Не ли видиш колку се качи, бе? Месо, млеко, јајца. Па, он качило се. Па качило се у град, бред, не ме интересира мене тој. Што се качуе таму, кој мене такви проблеми нема. Јас имам, бред, договор с комшу. И ми си правимо размен трговско. Ја на njega, он на мене.
што тој менјате ви у тој твоју трговску размену вашу? Све менјамо што ни треба. Еве, например, он да се тој чува кокошки. А ја знаеш чувам овце. Исак ја му дам на njega млеко, а он даде ми јајца. После тој ја дам му на njega месо, он ми ga даде петла. И ја тој болje пројде од njega, знаеш, и терамо така некако, терамо. Ја ти збору, зима кај ќе дојде што ќе правите со згрејање, бе. И тој смо го решиле. Он нали чува кокошки, дај ми продуви. А ја на njega вун. Фу, вуна, колко ти душа сака. Она жени тако ми го неќе. Ставре, за струју ти збору, бе. Скупа изгор. Дрва, да бетер. Па за дрва ја знаеш дека ишпене воду бригу. Што ја секирам за дрва, бе, баце Стојко? Ја, видиш ли га минјак? Ево нам, видиш га, останало еше до криво крушче. Ке офикару ја тој и ке тера му визи му добро, оно пола до душе му пада на комшу, ама па он нели вуну зема, па он па тој болje пројде јачу дрво и тако ќе протерамо земле. А што правимо Русија кога сопре в газ? И за тој се размислува, бе, се Стојко. Слушај ти кажеш, не е страшно ни тоа е така. Па болje бе, се Стојко, Руси да га сопре в газ, него немци да га пушти. Газ, мисли. Деде Боже, плин. Немци, плин, знаеш, ша, Нема разбирачка. Никој не е бескорисан. Никој. И свак може да послужи, па макар и како лош пример. Да. Ето такој вика тате и одма погледне у мене. Па и управо е тате, бе. Управо е. Да, па некој треба да се учи на туѓи грешки. Да. А ете да биде туѓи, некој мора да ги направи, нели? И што ќе ја? Ја морам све. Па хајде и да пробам. Ако биде, ако не, па некој па ќе учи на мои грешки, нели? Кад ја веќе не уму да научи од туѓи. И такој мајко му се зезда и кад се жени. Па ја не сум знае, бре, кафе ти било опасна работа. Ау, пред 20 години го викна на кафе и еве го, још неќе да си иде. Болje да го понуди с ракiju, бре, може ке се налютеше, па ке си отидеше. Ама кад чу, какви све има од бел свет, престана да се секирам. Па и мало бетер од мене. Замислите, бре, еден од Индију, имае 39 жени, имае 94 деца, 13 снашке и 33 унука. Боже, мислу си, боже. Па куде тога, бре, у ВЦ се чека повише него кој нас за преглед, куде доктора. Ма ја, бре, не може да докажа не на 39. А не се ни трудо да ви кажу право. Ба, знам ја одамна дека на жену која докажае дека он е управо, тој одамна се развеја. Ја не може. И помирија сум се стој. Ја, мојата, да ви кажу право, е баш недокажана жена. Ја, бре, пред њума не може ни реченицу да докажу до краја, не па нешто друго да го докажу. А она све каже, све, и се докаже, и плюс увек додаде на тој. Уста, бре, да не се затвори, дуга прома е како од клима уред. А што беше, бре, красно на почеток. Кад имаше љубов. И тоа е платонска љубов. Знаете, платонска љубов, тоа е кад ти го сакаш њума, а она го сака твој плат. А сега ништо, свак влече на своју страну. Па и кад легаме у кревет заедно, такој, свак ебе си ga влече на куде себе. Едино за плату не е сменето ништо. Повлекја би го ја плату, ама не ми ga кажуе пин, да, па и далje она го повлече моју плату. Што значи дека ипак е останало још малко од тој љубов. Па нека и платонска. Кристина обожава да носи убаво расположение и да гледа насмејани луѓе, нешто слично како и ние. Имаш здружение кое носи име Проект Среќа. Да. Ти ни кажеш малку повеќе за него, што имате како активности, што се преземате? Проект Среќа го отвори на 31 декември 2015 година, бе во 9-тиот месец од бременоста со мојот втор син. И бидејќи долго време работев, мислам тоа искоро и никој да не го знае, на
одев по домови кај самохрани мајки кои што имаат потреба и носев помош, односно собирав помош, селектирав, дома кај мене беше буквално направено како магазин, заедно со мои пријатели и еден ден маш ми вика, пошто имаш стварно добри идеи, зошто не си отвориш едно здружение? И така на брзина го направив тоа, дури не се породам, оти после тоа дали ќе немаше време. И така проект Среќа, како ќе се вика, пошто јас што сакам да правам, сакам да донесам среќа, значи се вика проект Среќа и така се роди 2015 година, малку порано од мојот син Матео. И работиме веќе 7 година, имаме многу проекти и сите се насочени кон деца со помалку можности, ние ги викаме, односно сите деца во сите категории на социјален ризик и ние сме единствено такво здружение во Македонија кој што без оглед на типот на социјален ризик, дали е самохран родител, дали е националност, било која националност, дали е дете без родител, ги вклучуваме сите деца во нашите активности и имаме многу проекти, значи летен камп, школа за драма, детско драмско студио бесплатно, школа за музика имавме бесплатно, прво такво исто во Македонија. Школска опрема, имаме проект за школска опрема секоја година, над 500 деца од цела Македонија. Иако сме во Скопје, се трудиме да праќаме помошни из цела Македонија, секоја година имаме новогодишни активности. И се работи на многу нови проекти. Проект Куќе исто така беше еден од проектите на проект Среќа. И веќе толку многу има што веќе не можам да се сетам. Проект Куќа како еден од најпознат, бидејќи се Да, емитуваше на телевизија. Да, како прием наидуваш кога го снимаше, кога ги снимаше тие емисии? Дали тие луѓе покрај тие проблеми што ги имаат се сепак ведри насмејани, знаат да кажат некој виз да се пошегуваат? Има ли ведрина кај нив? Многу е тешко. Многу е тешко кај тие луѓе да најдеш ведрина, бидејќи тешки се условите во кои што живеат и многу долго живеат со тие проблеми, особено зборуваме тука за родителите. Затоа проект Среќа како здружение се фокусира на децата за да ги извади од таа нивна матрица и секојдневие и да им ги пружи условите кои што нивните родители не можат и да бидат значи да не живеат во таа тмурна околина, да кажеме, која што не сакајќи им се вселува во домот. Беше тешко, но мислам дека се трудев целата емисија, целиот концепт да го водам во еден позитивен смер, значи да не биде тмурно и тажно, трогателно и да барам да се исповедаат многу, туку да бидат насмеани и да веруваат дека ќе направиме добра работа и дека ќе бидат среќни. И секогаш им кажав, значи не се грижете, заборавајте се на све што се дешавало до сега, затоа што за брзо време ќе имате нов почеток. И се трудев да со тоа што ќе го направам да им дадам еден нов почеток во животот. И од нула улазаш каде нема со осмех, така ли? Да, за разлика од нас што кажеме смешку шалу виц, па се насмее, Кристина ги насмее с нешто конкретно направена куќа, така да верувам дека насмевката е малку подолго задржана на нивните лица, задоволни се. И во главно тие формати на емисии каде што ги тераат луѓето да бидат да ги кажат сите своји трауми и несреќи и да бидат тажни, не ги почитувам, не ги сакам. На тие луѓе веќе има доволно травматично нивното секојдневие за да мораат и пред камера и пред цела Македонија уште да ги кажуваат своите маки. И да немаат ништо. И ништо од тоа да немаат на крајот, да. И зошто прекина проектот, спонзори, вообичаено проблем со спонзори, сите велат зошто не се прави такво нешто, кога ќе се прави, никој не е заинтересиран, така нешто? 20 години сите вика како само во Македонија нема такво нешто, зошто ние немаме, и јас реков добро, јас ќе се нафатам да го направам тоа бидејќи имам идеја како би го направила. И ќе се дадам себе си во тоа, буквално волонтерски, да покажеме дека можеме. И продукцијски, и како здружение, и буквално бев и организатор, и барач на донации, и градител, и координатор на мајстори, и се. Ама сакав да покажам дека можеме да го направиме тоа како производ. Можеби телевизијскиот, продукцијски не беше толку квалитетно, но идејата беше таа, дека можеме. Да не забораваме дека ја тоа го правев без буџет скоро 0 дена. Се само бараше, така? Апсолутно се. Беше ужасно тешко, иако мислев дека додека трае емисијата, дека ќе се јават компании кои што ќе бидат заинтересирани константно да ја подржат таа идејата, емисија, тој проект всушност да постои подолго време, ама тоа не се случи. И еве искрено ќе ви кажам дека едва и ја истерав сезоната. Последната куќа ја правев тука во Куманово, тука беа веќе последните сили.
едва и се наоѓаа донатори, материјалите се најдово во време каде што градежните материјали на дневна основа растеа цените. И само што ќе најдам донатори цените пораснале. Па наоѓа нови и Што најмногу железото, же? Значи гипс картонот беше ненормално, а дневна основа растеше. Значи железото, кровни конструкции, Железо. све. Доктор на Рамчета вика, Рамче... Значи еден од главните спонзори ми беше Хромак, кој што беше во сите емисии, тоа е ваша кумановска фирма. Во сите емисии беше спонзор и нив многу ги поздравувам за тоа што од почеток до крај беа со мене. И тоа беа некои 5-6 компании кои што беа цело време со нас. Значи тука беа Бела техника, Риверсофт, Таджико беа тука, осигурување Македонија. Морам да ти кажам затоа што тоа се малку фирми кои што ја поддржа. Да, кои што ја поддржа емисијата. Супер, само ме загрижи што рече дека завршило тука во Куманово. Тука една не почиња све, мисля све завршува и во Куманово. Малце сум тужен. Знаеш како ти рече маш ми тоа, ако почне пак со зошто заврши со емисијата, може да почне само со друг маш. Не со друг спонзор, со друг маш. Со друг маш. Да, има информација дека и тој бил малку спонзор. Вика нема ќе ми запалат пари малку, бидејќи требало да се доплати за цигли, за бетон, нешто. За железо. Да, и ќе се од новчаник пари, беше и он спонзор. Мораме да признаеме тука, ама друга работа беше што беше стварно напорен проект. Значи, имаше денови кога прво ослабнав околу 10 килограм, имаше денови кога воопшто не заборав да јадам. А друго, ако увеземе спонзори од Србија и ако увеземе мајстори од Дубај или од Пакистан, тогаш може да работиме. Да. За сега не може. Не, да ја довршам реченицата за железото. Увек проблем со железо. Доктор на Рамчета вика: "О, Рамче, тебе ти фали железо." Знам, докторе, знам, забрани полиција да га собирамо. Може би затоа и вие сте имале проблем со некои основни продукти. Зошто бе така стиснати се за тие такви проекти, носат среќа? Не знам, треба да покажат малку повеќе сенс. Неверојатно беше дека огромни компании кои што се, ајде да кажеме, помеѓу првите 20 во Македонија, кои што се мултимилионски, буквално не учествуваа на никаков начин, а дел од тие компании се градежни компании кои што за нив едноставно многу малку значи да помогнат во изградбата на еден дом или на два дома. Ама ете се соочивме со реалноста и реалноста е таа. Каде ним нема проблем. Каде тие мултикомпанија. Нема проблем со пари. Паре нема за вас. Стварно. Не знам, стиснале се сви како да смо сви власи овдека стиснати. Влаш, што се највише секира за фрижидер кад го отвари затвара, кад ќе го затвори, дали се гаси тој силиче унутра, цел ден го мисли. Ја пред некој ден на жена му викам: "Ај улегни у кујну и покажи што знаеш." Враќам се пола сат покасно, отварам фрижидер, празан. Што знаеш? Ама чекај, имаш ли нешто од тој што е празан или ништо? Ништо. Не биде ти ништо. Не биде. Добро, барем не осетила. Пред крај, што планираш во музичката кариера? Ќе има нешто ново од тебе или сега? сега? Тоа цело време ме прашуваат и стварно не знам што да кажам тука. Минатата година искрена ќе бидам и ќе ви кажам дека снимав нова песна и цело време чекаат сите кога ја ќе ја пуштам, затоа што песната е една, и според мене и сите што ја слушна, една од најдобрите во кариерата што имам снимано. Ја работевме заедно со старата екипа Весна Малинова и Роберт Билбилов и не знам дали ќе ја пуштам. Затоа што толку време сум надвор од тоа, што скроз сум, искрено кажано, надвор од тој филм. Значи, толку мене проект Среќа ми е, мислејќи прво мислев ќе ми биде хоби, ми стана работно време и јас сум скорото цело работно време сум пишувам проекти, ги работам проектите, имам средби со донатори, ги реализирам, со децата сум пакувам донации. Може би да ја пуштам на пролет песната. Да не стои така, да ја слушнете. Ти посакувам да ти се случи тоа и бидејќи рече вицеви не кажуваш многу, ама уживаш во ведри теми и во луѓе кои што знаат да те расположат. Имам стоматолог кој што се вика Виктор, сега ќе го поздравам и на прво седнување секогаш на прво седнување на столот, ја нели више отворено уста и он ми вика: "Имаш ли вид за денес?" Ја: Па кај си дошла ти без вид за денес? Ја: Па тогаш ја ќе ти кажам. И секогаш по еден виц кога правиш заби? Секогаш. Ја ти посакувам сопругот може би да е поведар с тебе, односно рече дека знае да те расположи, нека продолжи во тој стил, да ти каже на пример као: "Еве во стил на твојата песна, убава ли сум злато? Убава си како не. А сакаш ли ме ти мене?" Не, па ја туѓи жене сакам, па не тебе." Најде така нешто слично да имате ведри теми за разговор, да е поинтересно. Гардероба менување рековме не. Не.
Многу хитови уште од тебе очекуваме и ако рече дека малку тоа е проречено, се надевам дека во сите сегменти во кои работиш ќе бидеш успешна. Фала им многу им беше убаво и многу им беше забавно денес. И стварно не зажалим што дојдов во вашата емисија, одамна се наволку многу смеено. Ти благодарам Јас за се гостување. надевам дека и на гледачите им беше интересно и до следно видување. Јас Ви сум посакувам сигурен. успех. Јас сум сигурен дека им беше добро. Благодарам за гостувањето, а вие останете уште малку сега. Добро. 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 И сакаш што не е добро? Се добро, едино што свако савале некако мора да стану у 8, зашто ме тера така да мочам. Па добро, па тој не е страшно. Па не би било страшно да не се ја обично буду у 9. Па тој не е добро. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ290. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајсторе. Е, Од кабелко. од кабелко, ама дебелко. Леј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, бе! Свети унутра, ај! Во обид што полесно да се надмине оваа криза, се вклучија и младите со многу интересни и современи идеи. Еден од нив вели на дедото: "Дедо, јас ќе одгледувам аронија затоа што мислам дека ќе има добра заработувачка." Дедото го погледнал преку наочари така и го прашал: "Синко бре, апси ли полицијата за тоа аронија?" "Не бе, дедо, тама работа." Па тогаш не ни започнува и нема да ти се исплати. И да не ве збунам сега, да помислите дека аронија е исто што и иронија. Не, иронија е. Ако при развод на маж и жена судијата му ги додели и двете деца на мажот да ги чува, а ниту едно да не е негово. Пупус краја да е, да чува Господ од такви работи и да ве чува сите вас со добро здравје до следниот викенд кога доаѓаме кај вас со нова епизода. До тогаш, чао. Врца е исто дел од јуже канап, кој сакаш да го употребиш у бот. При купување во продавнице нема да... Во продавнице? Не би било страшно кад не би ја свако сабале. Свако, кад не би ја. 3 пратеници и 1 градоначалник. Меѓу сиромашните... Добро. Ето, управо е, тата. Управо е. Па некој треба да се учи на туѓи грешки. А да колку и да ви има пред малите екрани, каде во следните 40...